Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите кралска торта. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи. За пандишпан 200 грама путер, 4 јајца, 200 грама шеќер, 1 кесичка ванилин шеќер, 100 грама густин, 100 грама брашно, 1 прашок за печиво, за фил 200 грама путер, 200 грама шеќер во прав, 125 грама чоколада за готвење, 1 јајце, за прелив 250 грама путер, 2 лажици шеќер, 2 јајца. Потребното време за подготовка на овој десерт е 2 часа. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во сад за матење ги ставаме путерот и половина од шеќерот. Матиме со миксер со мешалките за тесто. Откако шеќерот и путерот ќе се соединат, го исклучуваме миксерот. Ги додаваме преостанатиот шеќер и ванилиниот шеќер. Јајцата ги кршиме и ги додаваме во садот. Матиме со миксер додека смесата се соедини. Ги додаваме прашокот за печиво, брашното и густинот. Повторно матиме со миксер додека смесата се соедини. Тестото за пандишпан го ставаме во 2 тави за печење обложени со хартија. Тавите ги ставаме во ревна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во длабок сад ги ставаме путерот и шеќерот во прав. Матиме со миксер додека путерот стане пенест. Јајцето го кршиме и го додаваме во садот. Матиме со миксер додека смесата се соедини. На покрупната страна од рендето во садот ја рендаме чоколадата. Матиме со миксер додека филот се соедини. Тавите со испечените пандишпани ги вадиме од ревна. Потоа ги вадиме пандишпаните од тавите, ги отстрануваме хартиите. Пандишпаните ги ставаме еден врз друг и им ги отстрануваме краевите. Пандишпаните ги сечеме на половина по должина. На долниот дел од правоаголна кутија за торта ја ставаме првата лента пандишпан. Ја премачкуваме со фил. На ист начин ги редиме и филуваме и преостанатите ленти пандишпан. Четвртата лента ја оставаме нефилувана. Почнуваме со подготовка на преливот. Во тенџере на оган ги ставаме путерот и чоколадата искршена на парчиња. Мешаме со лажица. Откако чоколадата и путерот ќе се растопат, го тргаме тенџерето од оган. Во сад за матење ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Потоа ја додаваме изладената содржина од тенџерето. Матиме со миксер додека смесата се соедини. Со лажица од преливот нанесуваме врз тортата. Целата торта ја премачкуваме со чоколаден прелив. Преостанатиот прелив го ставаме во шприц. Со помош на шприцот ги украсуваме крајот на горната површина на тортата и страничниот дел.
Kralskата торта ја декорираме со сребрени шеќерни бомбони. Декорацијата ја завршуваме со спирали од чоколаден прелив. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!